Благодарам. Ова ми е последен амандман и сакам да му кажам на почитуваниот заменик министр дека ништо лично нема во ова. Ја не го спаќам со одбивањето дека на било кој начин ќе ги нарушиме нашите многу пријателски, долгогодишни, деценијски релации. Второ, сакам да кажам дека со овој амандман сагата со земјоделството преку овој ребаланс и владата на Република Македонија завршува. Што станува збор? Значи, 30 милиони денари се потребни за рехабилитација и осовременување на пумпни станици, значи за пумпни станици за хидросистем Удово-Ландово, за подобрување на перформансите и намалување на трошоците на електрична енергија. И сега да потсетам една работа. Хидросистемот Удово-Ландово е најсовршениот хидросистем изграден во бившата Југославија. Тоа е неверојатен систем, многу комплициран, многу сложен. Ние мислам дека не сме свесни какво ремек дело во водоснабдувањето имаме изградено, затоа што преку пумпните станици се црпи вода бунарска од Вардар, се дига на сртот на планината над котлината и по тој основ, по природен пат, се наводнува најголемиот дел на површината во тој регион. Удо, Валандово, па до Гевгелија. Тој систем е компатибилен со Јужновардарската долина и, дај Боже, во скоро време, кога ќе се изгради, кога ќе се заврши изградбата, уствари, на ова бранава во Гевгелија што се гради, која што би требало да превземе дел од функцијата на овој хидросистем, особено од ние бунари кај Ѓавото, по природен пат да го пополнува со вода до Иранското езеро. Сега е тоа во делот на бунарите од Ѓавото, односно овој хидросистем. Пак ќе кажам, драгоценост која што ја имаме, скапе, затоа што користи комплицирана опрема. Сега со текнуваме, затоа што поскапува струјата и цената на услугите се навистина скапи. Меѓутоа, доколку се изврши рехабилитацијата, санацијата, замената во делот каде што исклучително многу се троши електрична енергија, оценката е дека во голема мера трошоците ќе бидат намалени, а по тој основ и крајната цена кон корисниците. Оттаму, пошто станува за еден многу плоден регион, каде што има интензивно земјоделско производство, каде што има производство на храна, која што патем повторно ќе кажам дека нас ни е многу потребна, предпоставам дека 500.000 евра не представуваат проблем да се одобрат за да се би рекол подобрат перформансите на овој хидросистем. Не е би можело да се искористи овој временски период, затоа што во тој регион има и услови во доцните зимски месеци да се има земјоделско производство, така да и во тој период, доколку се пристапи соодветно и доколку се прифати нормално овој план, би можело да се изврши поправката. Сега, за документацијата, за ангажирањето на акционерското друштво, тоа е веќе друга приказка и преку овие дискусии, реплики, контрареплики, мислам дека и ние сите, а јавноста стекна барем некакво сознание дека не е добра таму работата и дека еден од големите проблеми во земјоделското производство во Република Македонија токму водостопанскиот систем. Благодарам. И благодарам и на вас.